Избери зелено, диши слободно. Со овој слоган Демократската обнова на Македонија ја води кампањата за локалните избори 2013. Во својата програма се залагаат за зелени општини, зелена економија, социјална правда и еднакви можности за сите, толеранција и разум. Излеговме со собствени зелени листи, како што ги викаме, затоа што сакаме посилно да ја промовираме зелената опција. Веруваме дека таа е потребна на Македонија. Екологијата е некако подзаборавена тема и се некако останува на крајот на програмите на сите партии. Меѓутоа, нам ни е во центарот, на почетокот на нашата програма, затоа што сме убедени дека нема среќен живот ако тој живот не е здрав, ако не е достоинствен, ако не е со квалитетен живот, ако не е во добра животна средина. На Тетово му требаат зелени советници кои ќе се борат за здрава животна средина, за да биде Тетово зелена општина за здрав живот, за да има развој на зелена економија со зелени работни места, каде што посебно ставаме нагласок на туризмот, и тоа екотуризмот, потоа производството здрава храна, потоа користењето обновливи енергии, сонцето пред се, кое што Македонија го има на претек, потоа поставување изолација за зголемување на енергетската ефикасност на објектите, сето тоа ги заштедува сметките за струја од 50 до 80%. Дом се бори за социјална правда и еднакви можности за сите, посебно за мажите и за жените. И конечно, Дом се бори за толеранција, разум и соработка. Ова е еден приоритет кој што веројатно другите партии не го поставуваат како програмска цел, но ние од Дом, како Зелени, посебно го нагласуваме, затоа што гледаме дека во Македонија фалат токму овие вредности. Ние од Дом, преку нашите советници, ќе бидаме оние дополнителни врски, мостови за поголема соработка помеѓу советниците од различните политички партии. Ќе подадеме рака онаму каде што можеби ќе се создаде состојба на поделба. И исто така ние ќе бидеме отворени за граѓаните, за невладините организации, за сите нивни иницијативи да се чујат во советите и да се решат. Што да кажам за советничката листа на Дом во Тетово? Ја предводи Горан Синадиновски, има извонредна екипа со него, а Горан го знаете, тој е ваш сограѓанин, стар тетовчанец, стара тетовска фамилија, горд човек, достоинствен човек кој многу си го сака Тетово и многу си ја сака Македонија. Во Тетово Дом оди со своја советничка листа. Нејзин носител е Горан Синадиновски. Најавува подобро водоснабдување, решавање на проблемите со отпадот, надминување на урбанистичкиот хаос. Од она што ние во минатиот период сме го изгубиле како достоинство и како гордост на самите нас, тоа е фрлањето на сметот во секаде околу градот и правењето на диви депонии на места во градот, загаденоста на воздухот, која што нескромно е да се спомене дека е веќе трет град во Европа по некои истражувања и мерења. Значи, тука се фрлањето на шутот и останати отпадни материјали во коритото на реката Пена, тука е водоснабдувањето кое што го немаме во сите домаќинства, па дури некаде нема и по 24 часа, земањето на дворовите за комерцијална градба и градба на стамбени згради и други видови на објекти и многу други работи кои што треба да ги сториме за да си го повратиме достоинството меѓу нас самите граѓаните. Тоа се основните заложби за кои што нашата советничка листа и тимот воопшто на Дом Тетово ќе се залага и ќе се бори за наредниот период да можеме да повратиме делот од изгубеното и секако да се залагаме за остварување на нови заложби во областа на зелената идеологија. Тука се подразбира зачувување на автохтоните сорти, како што е тетовскиот граф, тетовското јаболко, тетовскиот патлежан, значи во областа на храната, во областа на водите, значи имаме реки и поточиња на кои што можеме да работиме на мини хидроцентрали за подобрување на енергетската ефикасност. Од друга страна, секако да се бориме со сообраќајни решенија и намалување на фреквенцијата на возилата во градот, секако за решавање на ѓубрето безпредметно да се разговара, значи тоа мора да се најде трајно и конечно решение и така натаму. Значи тоа се основните заложби за кои што би сакал да го дадете вашиот глас за нашата советничка листа, која што упорно и безкомпромисно со сите политички партии, политички опции, сметам дека никој не смее од нив да рече не кон подобрување на животната средина
човековото здравје. Приоритетите кои ги поставува Дом во действувањето на идната локална власт, како што велат, имаат за цел да ги вратат гордоста и достоинството на тетовчани.